Одиме во програма. Дали полиш сега до тука? А, Сечи. Пушта. Пушта е тон. Пушта е тон. Може да се снима. Здраво, добро вечер. Дојде денот да се одговорат прашањата, конечно. Најав слободно време, така да може да ги одговориме. Ветив дека ќе одговорам на прашања од луѓе што ми ма пишувано, со дека полесно е вака на едно јавување да ги одговорам сите прашања. Пред да почнам, да напоменам дека ова не е финансиски совет и ова е чисто мое мислење и тоа јас како би направил во некоја ситуација. Ќе пробам објективно да одговорам на прашањата и ќе се обидам да не правам никаков бајас за типот на асет, без разлика дали се акции, што и да било прзници, крипто и така натаму. Ајде, може да почнеме со првите прашања. Реков дека прво ќе одговарам на прашањата со најмногу лајкови. Така да може да ќе отворам само да видам од постот на Твитер. Добро. Ќе пробам во првиот дел од видеото и одговарам скоро сите прашања. Кратко и потоа може ќе дам некоја подетелно објаснување за некои од прашањата. Чека да видам ова нешто тука. Кабели се. Како се? Кај се најде? Вака може. Вака. Ајде со прво прашање. Ако немаме алт сезон, дали е подобро да ги продаваме коините или да ги чуваме за следен циклус? Сам дека немам доволно информација од ова прашање, зашто имам од многу работи зависи. Прво зависи дали портфолиото во позитива, дали е во негатива, колку од коините се во позитива, колку се во негатива, каков е процентот на ризик на тој што ги чува коините и секако едно сценарија. Ако се во негатива, јас не би дозволил да стигнат толку многу во негатива и би ги продал претходно уште. Следно прашање со 9 лајкови. Дали ќе видиме алт сезона овој циклус? Добро, ова е прашањето за $1.000.000, дали ќе видиме алт сезона. Мислам дека на последното јавување кажав кратко дека треба многу услови да се исполнат. Во случајот мислам дека без биткоин да направи нов врв или да оди многу погоре од тоа што беше претходно, не знам дали би имало алт сезона како таа што беше во 2021. Со оглед на тоа дека веќе имаше неколку помали алт сезони, како да речем, или пократки bull маркети, ништо чудно да видиме пак уште некој такво движење, или не е така нешто бомбастично. Така да постојат уште шанси дека може да се случи такво нешто, али има многу предуслови како еден, например, од тој што кажав за биткоин и други случувања што ќе се случат, што би се случиле во економијата. Следно прашање со претходно имаше постирано анализа за Altchain Pay, претпоставам дека е ова. Дали веруваш во фундаменталната вредност на овој токен? Имав постирана анализа, зашто имав пишано прашање
И требаше некој коментар да напише за кој конкретно сака анализа и тој што ќе има најмногу лајкови, за него направив анализа највише специфично убран заради некаква вредност, заради некаква фундаментална вредност на проектот. Следно прашање се има некои со слични интензитети што се по лајкови. Кои алткоини нема да направат нов атак? Кои нема да направат нов врв? Со оглед на тоа што моментално има над 20 милиони алткоини, тешко да се одговори на прашањето кои нема да направат. Следно, кој е fair price for Bitcoin и Ethereum? Добро. За ова за Биткоин има еден долг пост кај мене на Твитер. Отприлика негде во мај таа анализа ја напишав што би се случило до крајот на годината или во наредните месеци, може да ја прочитате. Три сценарија имав. Најпесимистичко сценарио беше 120.000, што веќе се оствари. Средно некој беше 150 и најоптимистичко сценарио беше 200.000. Тоа беше за период од кога сум пишал во наредните месеци, да речеме дека до јануари. И како секоја анализа, за мене во пазар треба да се испита до каде стигната цената и така. Следно прашање. На последната вуај на YouTube livestream спомна дека не треба да иследим истите факти како повеќе од инвеститорите. Не реков, не кажав истите факти, туку не треба да се следат истите работи или наративи. Бидејќи ако сите ги следат истите наративи, големи шанси е тоа да не се оствари како секогаш. За ова поконкретно зборував на митапот во Михен, сам го имам видеото на YouTube, кај што зборував за првостепено и второстепено размислување кога станува збор за инвестирање. Значи првостепено е тоа сите што мислат кај се движи нешто и тука ако ќе одбереш добрите извори, некои што се испитани, може да направиш некој профит или во некакви просечни граници. За дополнителен профит или поголем перформанс треба да направиш подетална анализа што бара многу време и многу знаење. И да имаш свое мислење за тоа. Значи, ако сите исто мислат, сите ги бидат богати, така? Тоа не е возможно. Пазарот одма ќе осмени движењето, ако види дека сите се движат во иста насока. Тоа е прво психологија, друго е друг пример, например, ако сите користат еден индикатор и нормално дека ќе има осцилации во тој заради што сите го користат. Значи, маркетот сам реагира на кој да било индикатор што е многу често користен во некоја обратна или насока што не е очекувано. Добро, следно прашање. Сите алткоини се are pure hype with no real world use. Добро, ова ќе го оставам на крајот со сите вакви слични прашања. Следно, која комбинација на индикатори ја користиш за да ги забележиш поместувањата на пазарот? На кој пазар? Прашањето е, но генерално е ова кој индикатор. Значи, секој пазар се користат посебни индикатори. За секој добро, за секој асет. За сите не важат истите. За некој работат некои индикатори повеќе за некои други индикатори. Пример, индикатори за препродадено и прекупено не важат
кај повеќето асети важат кај некој стрикно. Така да, значи, треба во ваква ситуација да се најди точно и да се направи бектест за да видиш кои индикатори на кој асет одговараат. На тоа би било што тоа што јас би го направил. Следна long-term DCA strategy or portion of 10 до 30% total capital during major dumps. It's clear that only bitcoins are truly solid. За потенцијален краш, што би се случил како што се случи на 10-10 Совет. DCA да. Океј, DCA за инвестирање, за шпекулирање не е. Пошто ако си шпекулант, не правиш DCA, туку правиш флип на нешто. И сам тука треба да се разграничи дефиницијата што е инвестирање и што е шпекулирање. Ке се осврнам многу после заедно со тоа претходното прашање за алткоините. Многу експерти алармираат за потенцијална глобална криза и даунтурн во 2026. Како да се справиме со ризиците и добро. Ова може прашање по-детално да го разглавим. Во тоа што зборував во Миќен, кажав дека мора да се направи распределба на портфолиото во најразлични асети. Тоа значи дека ако инвестирате на сток маркет и имате најразлични акции, тоа не значи дека портфолиото е намален ризикот. Значи, тука во портфолиото влегуваат и commodities, real estate и така натаму. Таква распределба на инвестицијско портфолио има поголем отпор на поместување на пазарите, геополитички поместување и така натаму. Заради тоа што сите тие различни асети различно реагираат на војни, на кризи, на пандемии и така натаму. Сега ако сте за 5 години да инвестирате или 10, може да берете друг модел. Али никој не ни знае што би се случило за 5 или за 10 години. И затоа зборувам за каков ризик сакате да превземете во инвестирањето. И да, чим сите викат дека колапс во 2026, не би се сложил со ова. Го имам разгледано сценариото, али во овој момент денес не гледам простор за такво нешто, али не значи дека по еден месец нема да се направи шифт. Или без разлика, може само да биде можност за влегување во нови позиции и така натаму. И ова е претходното со DCA за чување на 10 до 30% на кеш позиции за вакви ивенти. Да, има многу логика во тоа. Сега процентот тука не го дискутирам, туку да, не зборам за нешто под 10%, тоа е многу малце, или нешто над 20, да речем. Него ќе речи дека инфлација има на кешот, така натаму. Добро, во ред има инфлација, за 2 години каква ќе биде инфлацијата? Каква би било? Што е подобро ако се стави на вагата? Дали да изгубите 2-3% на инфлација или да изгубите минус 70% на грешни инвестиции? Затоа ваква ситуација би одел со ваква варијанта. Се тука има едно прашање.
You have a certain amount of money, for example, $100 to invest. How would you allocate it? Со 100 долари. Добро, претпоставам дека ова е како компаративно само што би направил со нека друга сума, али со 100 долари искрено не знам како. Јас чевли би си купил за 100 долари, али ајде да речеме дека треба да се подели некако капиталот за некоја поголема сума. Во зависност од сумата што се инвестира, така и се одредува и ризикот. Има тука уште 1000 други фактори што влијат на тоа. Позадина, дали тоа е прва инвестициска рунда, дали е втора, дали е трета, дали е се што имате за да инвестирате во нешто. Значи, затоа ова прашање е многу индивидуално прашање и не може да се каже дека еве сега имам 1000 долари, како да ги инвестирам. А следните 1000 како ги инвестираш? Тоа е мислам, поврзани се прашањата и се прави подолгорочна стратегија и се калкулира ризик за такви инвестиции што се во транши, например година наредна и понаредна и се следи пазарот и така се прават алокации во инвестирањето. Второ, следно прашање, че да не скокнав нешто. Lately I have been looking at the companies working with the cloud storage, energy for AI and crypto mining. Do you think there is a still big potential here? Are prices already too high? Some companies like TATA have grown a lot of in the last months. Компаниите што се прашањето ги не сум правил анализа на нив, ги знам компаниите. Да кажав дека нема да спомнувам некако за да не се насочите во размислување на нешто. Иначе за секторите, cloud storage и energy for AI. Конкретно за енергетика, мислам дека тоа од секогаш ќе биде атрактивно. Основен ресурс и имам некоја локација во енергетски сектор. Cloud storage, ова е интересно зашто прават некоја компарација колкав е порастот на профитите што ги имаат компаниите од пред неколку години сега и имаше некој пат кај поголемите компании. Али сепак има уште простор за раст тој дел. Претпоставам дека со добра анализа може да се направи добар влез во некоја таква компанија. Тоа чекай сега да скокнам малце на друг таб, кај што има прашања. Повеќе кратни прашања имаше за тоа како за цената на биткоин. Чекай само да најдем овде некој чарт. Добро. Местиме камерата. Тука може. Добро. Да се исклучи некако. Со цртање, чекай сега, стопирам. Добро, најавме чартот. Ќе отвориме биткоин на неделно. Имав пишано пост за ова, така да тој што го види постот, најверојатно си одговори прашањето. Имав buy order на 100.000 на биткоин, пошто мисля дека тука ќе биде локалното дно за овој период. Така да мислам дека со ова одговорив на прашањето. Следно прашање.
ќе подолго ова ќе треба да го прочитам. Добро, поврзано исто со оттавите, ќе ги саберам тие сите прашања на крај. Да, многу повторувано прашање што има, сега малце на традиционалниот пазар. Зошто прашањето беше поврзано со Палентир, зошто продават на 170, 180 или колку и да беше. Краток одговор е зашто веќе го достигна лимитот што го имав ставено, тоа е една работа, оставив помала позиција за не дај Боже. За не дај Боже ако направи нешто неочекувано, али не ни очекувам уште многу и наместив и ордер за продавање по слези по некој цена, така да по тој дел сега, за сега тоа е завршено. Во моментот кога продав имаше потенцијал на друга акција и во тој момент одлучи дека таа ќе направи поголем скок. И направив ребаланс на портфолиото. Тоа беше една супер одлука, барем за овој период сега. Ќе видиме по една година, може нема да види супер, нели, ако Палентир направи уште 500% нагоре. Сега прашањата што беа поврзани со Алтавите, имаше доста исти слични прашања за што мислам за Алтавите, што мислам за овој аут и така натаму, од тој тип на прашања. Мислам дека имав неколку пати ме прашано луѓе за локација, прилика имав некаде околу 5% лоцирано од целокупно портфолио во Altcoins. И пред практично лани во јануари направив некоја чистка и во период што следи на сите скокови кои што имаше можност, го испразнив портфолиото за некои 1,5-2% и останаа по големи позиции, некои поголеми позиции што ќе стојат одредено време. Тоа значи дека моето мислење дека се крајно ризични и тука сега се надоврзувам на претходното прашање. Од преди. Кај што кажав дека има 21 милион. Прашањето е поврзано со тоа какав е ризикот. Ризикот е голем и тука се поставува следно прашање. Дали вложувањето на средства во алткоините е инвестирање или шпекулирање? По дефиниција е шпекулирање. Само може да проверите дефиниција за шпекулирање и инвестирање. Инвестирањето е нешто што е со максимум среден ризик, каде што нема голема волатилност и каде што има дивиденда и така натаму, неколку фактори влијат во тоа и подолгорочно. За разлика од тоа, 99%, значи сега веќе преминуваме од 99 во 99,5% од Алтавите се базирани на што пошто не решаваат никаков проблем. Тоа значи дека многу се мали шансите дека ќе ги побавите баш тие што ќе останат на пазарот. Многу помали од се друго, пример колку на берза да дадете да барате фирми. Зашто имате многу податоци за компаниите и можете да направите анализа. Анализа зборувам, правење на анализа не е 2-3 сати и 10% на X или на Reddit и тука завршува анализата. Анализа значи за такви поголеми инвестиции со недели трае. Со недели па се чакате свешта и така натаму. Значи да спаѓаат во крајно ризични. Од 1 до 10 на скалата од 8 измеѓу 8 и 10.
Прашањата поврзани со алт сезоната. Ако сакаме да имаме добивка само преку алт сезона, тоа значи одма го допълнува претходниот мој одговор. Тоа значи дека ако нешто се базира само заради некаков настан, самото по себе е со многу голем ризик. Значи некој дојде тука да направи флип и толку завршува. Приказната и треба да се оствари тој настан. И тоа сите го имат видено, мислам, многу пати назад. Проекти што направиле врвови, толку заради феноменот алт сезон, заради ништо друго, што немат ништо друго за нив. Тоа беше околу алт сезоната кратко. Чекај сега да најдеме друг чарт. Следниот чарт е за Ethereum, што први одговорив само за биткоин. За Ethereum не сум пишал пост, али имав поставен на техничка анализа, што е следев до пред скоро време и се растури, како и повеќето технички анализи за во криптосветот не работат баш особено за алткоини. За биткоин функционират, барем од тие што ги следам горе-долу. За останатите, Ethereum да го клајме во таа класа, блиску до биткоин, макар што и кај него многу пати се случувало да не функционират. Кога викам не функционират, тоа значи дека ако некој патерн има веројатност од 60 до 70% на остварување во традиционалниот пазар, истиот кај алткоин ќе има 30%. Три пати еднаш, значи ќе се оствари. И тоа може да го видите, да одите да направите бектест, да отворите некој чарт, да ги побарате уназад сите патерни на дневно ниво и ќе видите дека се кршат грешно или одат скроз во друга насока. За Ethereum цената што беше од анализата беше околу измеѓу 5 и 6500, така некаде во тој фрейм. Сега за сега мислам дека уште потенцијално може да стигне до кај 5, 6000, 6500. Се натаму би бил изненадување, али мислам дека тука негде би бил врвот за овој период сега. Зборувам за пократкорочно нешто, пример, не знам, наредни 4-5 месеци или наредни 2 месеци. Не зборувам за година или по 5 години кој ќе биде цената, пошто затоа што може да се смени, може да пропадне проектот, нели? Не мислев конкретно на Ethereum, туку мислев дека не може толку да се направи анализа за толку ризични добри. Особено тие што се фиксирани за еден феномен или настан, како што е алт сезон. Добро, сега да видиме уште некој друг чарт, да ги побарам само прашањата. Добро, следно прашање што се повторуваше често. Тие крупните беа зошто се друго направи врв, само алткоините не направија врв. Значи, поврзано е со моментот, нели, ако сите, зборувам за сите, за others, например, тие кои што влегуваат, чекај да видам, ево, кои што влегуваат сите минус биткоин, тоест минус топ 10. Ајде да речеме дека ова бил ното на bear market, претходниот циклус, ако го рачунаме како циклус. И сега немало алт сезона. Немало алт сезона, но имало 3 пати bull market еднаш, 2 пати и овде помалку може да се смета овде, ако може да се смета. И тука имаме некакви три врва што јасно се гледаат. Значи, од овде колку постои има до првиот врв? Значи 280
Исто е колку 315%. Само не го ватив од долу скроз, да е како долу добар. Да речем, тоа е првиот 397%. Значи за толку пораснал маркет капот на Others. Мислам, тоа не е малце, нели? 400%. Сега, сите го споредуваат со мислам, ова по мене мислам дека е аномалија, тоа што се случи, или добро, ќе паме уште некој време и ќе видиме дали ова е аномалија или ќе имаме некој скок овде. Се друго направи врв. Да, скоро се направи врв, освен алткоините. И веќе 3 години имаме некој циклус кој што на традиционалните пазари гледаме врвови на поедини акции и така натаму. Разликата е тоа што не може да се споредуваат традиционалните со алткоините, тоа е една работа. Едните се, значи, скроз крајно ризични, другите се помалце ризични. И нормално дека луѓето ќе сакат да лоцираат првен во помалце ризичните. Друга работа што во претходниот циклус имаше многу помал број на алткоини. Тоа е една од работи што ја кажавме претходно. Значи не е исто да се поделат парите на повеќе купчини, да се поделат на помалку купчини. Значи тука овие 300% испразнале касата за да видиме некој врв со мултиплаер што може да се случи. Значи поголема распределба на парите и поедини проекти помалку добиваат на вредност и затоа може би сме добиле помал врв. Тоа е една од причините. Друга работа што толку лажни проекти имаше со цел период што помина, што веќе и дел од луѓето што сакаат да лоцираат пари се тргне и ги лоцира парите на друго место. И обично после 1-2 циклуси сваќаат сите како треба да се лоцира. Али да, со инвестирањето секогаш грешките се учат преку лошо инвестирање, па после се добива нешто што се користи како патерн и го продолжуваат да го партиципираат. Али најпрво треба да се изгори малце. Морав да ги слушнам звучни параги што имаше. Може да продолжиме. Неколку пораки имаме, дали се сметам за трговец? Не се сметам баш за трговец, зашто ако се занимаваш со тргување, тоа на дневна база го правиш. Знам често да тргувам, али почесто тоа тргување е за да направам некаков хеджинг. Иначе повеќе се сметам како position trading правам или swing trade на stock market на подолги периоди, или тоа не е нешто што е на дневна основа. Моментите со криптотргувањето се нешто што не смеш да го пропуштиш во некој момент. Мислам, кога има патерн, чист патерн за некаква позиција, сигурно дека кога ја видам дека ќе искористам приликата. Али да седам често да го правам тоа, за да влезам во категоријата на day trader, не сум day trader. Друго прашање слично, што мислам за овој проект или што мислам за тој проект. Ако одговорам на ова прашање на сите, ќе треба да седнам и детална анализа да се посебно направам. Детална анализа на
кој да било асет што сакате да го инвестирате, се прави многу долго време. Значи не е ова неколку сати, сега ќе седнеме и ќе направиме анализа. Со зборам за сериозни асети, сериозни инвестиции. Кој нешто поврзано со сезона, значи е шпекулантско. Значи не е инвестирање, туку е краткорочно. И затоа сентиментот на пазарот повеќе се следи, price action и така натаму. И то само по себе повеќе влегува во тргување отколку во инвестирање. Значи краток временски период, дали е некаков хајп, дали е веалт сезона или што и да е. Значи тоа е краткорочно и то самото по себе влегува во тргување повеќе отколку во инвестирање. Инвестирањето, позициите се граат подолго време. Се следат добрата, се прават анализи на моменталната ситуација, на претходните ситуации, моментот во годината кога се купуваат. Пример сите добра имат различен период во годината кога се купуваат и се продаваат. Секако. Исто така, кој е моменталниот, како да речам, следен тренд во наредните 10 години. Значи, добар инвеститор треба да го погоди трендот што ќе биде во наредните 10 години, не во наредните 3 дена. Ако го годи во наредните 3 дена, тогаш е трговец. Или во наредните 3 месеци пак во трговија спаѓа. Значи планира да го продаде за 3 месеци. Прави, сега купува, тогаш продава. Тука нема што се прави DCA на такво нешто, особено на крајно ризични асети, зашто би правеле DCA. Одлучувате дека ќе бавите сезоната и тогаш ви ставате одредена количина на средства и го продавате за одреден период. За разлика од тоа, во инвестицијата малце поразлично. Се повеќе од прашањата се насочени кон крајно ризични добра. И на крајот од денот, секој треба да си постави прашањето. Дали е инвеститор или дали шпекулира на некој добро или ќе отргува. Многу интересен мим има, особено во крипто светот, кој ќе оди пазарот нагоре, сите викат дека тука се доаѓани за профит, кога е пазарот надолу, тука се за долго да останат. Сум секогаш вртат истите мимови за тоа. Така да од тој поглед треба да се запраша секој која му е целта. Дали ќе инвестира или ќе шпекулира. Тоа е крупно одговарање на прашањата поврзани со тоа видео и така натаму. Не го спорам моментот дека дел од проектите што се во крипто ќе бидат еден ден успешни компании. Дека тие проекти ќе прераснат во нешто што ќе се користи секојдневно или ќе има масовна потреба. Но тоа е еден сегмент од секојдневниот живот. Крипто проектите во моментот решаваат, да речеме, 3, 4, 5 проблеми што не може да се решат со традиционални финанси или со друга технологија, како што е, например, блокчейн. И ќе се неколку компании ќе ги спливат на површина и ќе ги решат тие проблеми, ќе бидат во топ 10 или во топ 100 на некаков индекс. Сите останати ќе пропаднат. Мислам, ќе завршат со минус 90% или минус 99-100%. Ќе престанат да постојат или нема повеќе да има никаков развој. Повеќето од проектите што се во
во криптосветот се како мали компании кои пробуваат да земат дел од колачот, има и такви кои се посериозни и се подолго на пазарот. Но за да направат некаков долготраен опстанок, кој што ќе премине од шпекулативни добра во добро што може долгорочно да се инвестира, треба да помине некое време. И најверојатно тие истите ќе излезат како компании и ќе издадат акции, а, кои што ги се тргуваат на берза и токенот ќе биде споредна работа. Интересни дискусии се водат околу тоа кои проекти ќе ги заменат сегашните компании што се во топ 100 во Америка. Моje мислење е дека најголем дел од тие компании ќе си изградат сопствени блокчейни или ќе направат сопствен систем, тој ќе се базира на блокчейн и него ќе го користат. Зошто? Зошто би му дале на некој друг контрола на податоците што тие ги поседуваат. Пример. Тоа не очекувам дека ќе направат. Пример, може во одреден период да се позајмат на некој проект и после одредено време да купат прво време и после тоа да направат свој блокчейн или технологија што ќе користат. Ако се присетите пред 2-3 години, какви вести вртеа дека во октомври ова година дека целиот систем за плаќање ќе се смени и дека ќе се користат крипто проекти за плаќање и така натаму. Сите големи играчи на пазарот почнаа да прават сопствени системи за плаќање базирани на или слични на блокчейн. Истото ќе го направат и другите. Значи, големи компании што се долго на пазарот може да купат време со помали компании или може да ги купат истите. Значи ништо чудно некој од големите играчи да купи некоја компанија од криптосветот и автоматски тој токен повеќе нема да го користат, ќе го прекрстат во нивни токен и таа компанија повеќе нема да постои, ќе земат технологијата, ќе ја купат и ќе си биде дел од нив во иднина. Пример како Mastercard, како Visa или некој друг. Тоа е моето очекување околу тој дел. Мислам дека поголем дел од прашањата што мислам дека може да се одговорат и не беа специфични како што направам со Wildcoin или што направам со оваа акција. На такви прашања не би одговарал, зашто тоа влегува во советување. Мислам, и ова целиот разговор, целиот одговор не го смета дека го советување, кажав на почетокот. Али не би одговарал на такви прашања. И уште нешто остана за крај. Имаше прашање од типот на што прави The Capitalist.com, очекувано мислам. Најверојатно се луѓето ги пропуштиле постовите на Twitter, пошто тогаш не имам постирано нешто поврзано со The Capitalist. The Capitalist е проект кој долго време беше правен по клавата, после на хартија. И ова лето решив полека да почнам да го реализирам. Искрено го барав вистинскиот формат. Може да отворите кај мене на профил и во линкот да
во биото во линкот да го најдете пристапот или да напишете thecapitalnest.com. The Capital Nest представува платформа за менторшип и истата веќе почна да функционира во некоја така прва фаза би рекол. Првата група е веќе активна. Имаше прашања од типот не добив мејл и така натаму, значи првите мејлови се пуштаја автоматски и одеше по принципот кој прв ќе одбери термин, тој ќе биде прв услужен или ќе добие термин за застанок со мене во случајот. Така да кога се пополнија термините, немаше повеќе термини, се затвори првиот слот. Сите што биле пријавени ќе имат шанса повторно во наредниот период. Планирам да пуштам уште една рунда на термини за застаноци, каде што ќе може да продискутираме и ви посветам внимание и детално да ви кажам што точно нуди и што представува. Мислам дека доволно за денес и за ова видео. Не бев снимано толку време во овој формат од 2005-2006 негде. Тогаш не беше интересно вака да се снима. Лоша проценка сме со напред во тој момент. Иако доста видеа снимавме на телефони со смешна резолуција и сам ги гледавме после тоа видеата и се смеав, повеќе беше за забава. Фала уште еднаш за поставените прашања, мислам дека пробав да ги одговорам и ако некој мисли дека не е доволно одговорено прашањето, може да направите subscribe на The Capital Nest и сигурно ќе има прилика каде што ќе добиете одговор на прашањето или ќе добиете насока за одговарање на прашањето. Ви посакувам на сите добро здравје и се слушаме во некоја друга прилика. Поздрав, Александар.